Брзото и динамично време, потребата да се заработи повеќе и да не се влезе во конфликт со колегите, но и надредените, кај многумина предизвикува чувство на рамнодушност кон професијата и кариерниот развој. На тој начин луѓето не покажуваат немање став. Напротив, нивниот праг на толеранција е толку голем што тие свесно се откажуваат од покажување знаење и вложување труд, бидејќи знаат дека никој не го вреднува нивниот напор. Можам да кажам дека некои 70% од клиентите кои што доаѓаат со одредени проблематики доаѓаат почетно со проблематики кои што настанале како резултат на нивна експлоатација на околината врз нив. Таа експлоатација настанала како резултат на преголема толеранција. Тоа значи дека клиентот немал никакви одбрани, толерирал и прифаќал и бил отворен кон се, и онда околината го забележала тоа и тој дел кој што е можеби малку патолошки и малку не добро настроен, приметил дека има простор за експлоатација и за злоупотреба и онда тоа однесување им го наметнал на нив и тие се сега мои клиенти. Така да не секогаш е добра карактеристика. Меѓутоа, одговорот лежи во правилната дефиниција, а не контаминираната верзија на зборот толеранција. Многу од луѓето се толерантни према другите затоа што немаат друг избор, затоа што се плашат да бидат конфронтирачки настроени или да го кажат своето мислење, затоа што имаат страв дека можеби ќе бидат отфрлени и неприфатени и немаат друга опција. Меѓутоа, како таков термин, тогаш толеранцијата е знак за слабост, не е знак за љубов, за разбирање. Што токму тоа и треба да биде. Психолозите се децидни дека некомпетентноста предизвикува револт кај останатите, низ пример на воспитување на дете согласно неговата возраст. Експертите го објаснуваат феноменот нестручни и неквалификувани кадри да се на раководни позиции. Тоа не само што води кон уназадување на успешните поединци во тимот, туку и во целост ја уназадува работата, односно општествената група. Еден родител кога го одгледува детето, тој мора да има разбирање за 2-годишно дете, ако не од емпатска вредност и од емпатски аспект, барем од едукативен аспект, дека детето на 2 години почнува со првите темпер тантруми. Тоа почнува да го гради идентитетот и тогаш неговите биолошки импулси скачаат на површина, тогаш е тоа посебично, тогаш е тоа кажува не на се, тогаш е сака по негово да биде и нормално дека толеранцијата тука треба да биде повисока, земајќи го во предвид најдоброто за детето. Меѓутоа, ако ние на истото однесување настапиме со исто ниво на толеранција на истото дете кое што е сега 6 или 7, тоа е веќе голем проблем. Зошто? Затоа што тој вишок на толеранција и на разбирање најверојатно потекнувал од стравот дека можеби детето нема да не сака или ќе не отфрли, а не од тоа дека се секираме за неговата иднина, затоа што 6 годишно дете кое се однесува како 2 годишно во однос на неговите тантруми, тоа е неприфатено од околината, отфрлено од своите другарчиња, најчесто не добива прилики за отворени врати и за игра со другите и тука сериозно заостанува и онда тоа не е добро за самото дете. Тука е разликата во нивото на толеранција и адаптацијата која што треба да ја примениме во тоа што се бара од нас и околината што го бара од нас. Преголема толеранција не секогаш значи позитивен ауткам. И просторот, односно мотивацијата која што се крие зад истата е исто така многу битна. Тоа не смее да биде никогаш врз основа на страв. Погледнете што се случува со правниот систем. Значи, таму се толерираат најдевијантните однесувања и не се казнуваат, а зошто? Која е мотивацијата за тоа? Моќ или страв во позадина, затоа што од другата страна имаме превисока моќ. Сепак, покажувањето став со аргумент, дури и на подиректен и погруп начин, не значи и непочитување кон останатите, односно надредените, сметаат психолозите. Ако се спротивставиме на туѓите мислења во однос на компетенција и покажеме зошто, односно покажеме знаење на истата тема, тогаш тоа не е дисреспект кон другите. Дисреспект е кога користиме моќ за да не прифатиме туѓо мислење. Или кога користиме агресија, или кога користиме сила. Меѓутоа, кога користиме аргументи кои што се ништо друго освен компетенција и знаење, тогаш зошто тогаш е тоа неразбирање? Нели, потребата за тоа е сепак да се разбереме.
Меѓутоа, нели, не безусловно. Инаку, бројни истражувања покажуваат дека од година во година кај сите старосни групи, па дури и кај оние лица со повисок степен на образование, се намалува прагот на покажување подчинетост, трпеливост и толеранција. Експертите сметаат дека замина ерата на така наречената празна сила, односно отворањето нови видици и знаење со помош на технологијата си го наплатува своето.